Водата полека се повлекува од поплавените места, а со тоа се нормализира состојбата во општина Чешиново Облешево. Откако изминативе денови поради обилните врнежи од дожд и зголемениот водостој, беа поплавени семејни куќи, земјоделски и дворни површини, како и објекти за складирање. Од денес се обезбедени и цистерни со вода за пиење за жителите на Чешиново и Облешево, бидејќи водата за пиење и понатаму не е технички исправна. Според информациите добиени од регионалниот центар за управување со кризи Кочани и општина Чешиново Облешево, водата се уште не е за пиење на местата кои беа зафатени со поплавата изминатиот викенд. За снабдување на населението со питка вода од страна на општината се обезбедени цистерни со вода. Од Црвен крст беше спроведена и акција за дотор на чиста вода за пиење и средства за хигиена. Активностите за санирање на поплавените места, поправката и чистење на каналот за наводнување продолжуваат и понатаму. Со стабилизирањето на временските услови на дојдената вода постепено се повлекува во речното корито и каналските одводни системи. Но жителите на поплавените подрачја ги повикаа институциите да реагираат навреме и превентивно за ова повеќе да не им се случува. Лани, полани, 2 зимиња, златни зимиња, еден канал не се очисти. Секоја дојде зврк, догај. Апелираме ни граѓаните тука, населението, да се чистат на време каналите. Некоја дојде опасност тугај. Што ги правиме ние? Ние сме по 150 вреќи сме пунили ноќ. Механизација нешто дојде, ама у вода не се работе. Тоа се работе на суа. На суа се работе, дека да се ископа, дека да се помине, а сега уваа вода што може да направат? Дополнителен проблем на мештаните од кочанските села кои што во саботата беа зафатени од поплави представуваат новите најави за врнежи од дожд кои што метеоролозите ги најавуваат за следните денови. Тие стравуваат да не се случи поголема катастрофа. Вчера заседаваше општинскиот кризен штаб и беа донесени насоки за понатамошни мерки. По барање на општината, на терен е ангажирана и механизација на Бехтел и Енка за расчистување на Кочанска река и одводните канали. Истовремено, населението започна со пријавување на штети. Општината формираше комисија за нивна проценка, а штом се создадат услови, ќе се спроведе и дезинфекција на поплавените подрачја со цел спречување на бактериолошка контаминација.